Македонија со членството во НАТО би била легитимна мета на Русија. Соединетите држави НАТО и Европската унија се мешаат во внатрешните работи на Скопје. Западот уценува за уставни измени за да ја внесе Македонија во НАТО и Европската унија. Ова е само дел од арсеналот на руската дипломатија насочен кон Македонија, кој доаѓа од високи позиции како руската амбасада во Скопје и руското министерство за надворешни работи. Ответственным гражданам. Од својата страна, вие како одговорни граѓани на својата земја, треба да поразмислите и за тоа што по зачленувањето на Македонија во НАТО, земјата ќе стане дел од воената машинерија на алијансата и доколку се случи агресија на НАТО против Русија, вие ќе ја имате судбината на мета. Од Запад пак стигнуваат пораки дека го поттикнуваат процесот за зачленување на Македонија во НАТО и Европската унија, затоа што Македонија тоа го сака. Се укажува на руско мешање, се ветува безбедносен чадор за Скопје и економски придобивки за македонските граѓани. Со секоја ваква порака од двете страни, јавноста си го поставува прашањето кој се меша на Македонија во внатрешните работи. Дали е тоа Русија, која што според експертите не сака ширење на Западот кон незините граници и затоа ја попречува Македонија на тој пат, или пак тоа е Западот, кој според неговите опоненти не се грижи за безбедноста на регионот, туку само бара земја членка повеќе за да се шири кон исток. Според професорот на Универзитетот во Грац и експерт за Балканот, доктор Флоријан Бибер, руските обвинувања, меѓу кои и последното од шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров, дека Западот и се меша на Македонија се смешни, бидејќи не може да се смета за мешање на Западот во Македонија, ако Македонија одамна се определила за западните организации. Идејата за обвинувањата на Лавров за вмешување на Европската унија и НАТО е смешна. Македонија се изјасни дека сака да им се приклучи на двете организации, а тоа е однос што бара заемни дискусии и поврзување, што секако е некаква интервенција, но во смисла дека е дел од самиот процес. Вели професорот Бибер. Дека Македонија одамна е определена за Алијансата и Унијата се согласува и националниот НАТО координатор Стево Пендаровски, кој во интервју за Радио Слободна Европа вели дека Македонија има цел сет причини зошто сака да биде во НАТО и во Европската унија, но оти тоа не значи дека сме закана за Русија. Ние го одбравме тој пат многу одамна. Значи многу пред да дојдат тие изјави, не само од амбасадорот тука, туку и од нивното Министерство за надворешни работи, кој од време на време излегува со формулации кои јас мислам дека содржат реторика која не помага да се подобрат билатералните односи меѓу двете држави. Ние имаме цел сет причини зошто сакаме да бидеме дел од Алијанса и зошто сакаме да бидеме дел од Европската унија. Не за да бидеме закана за некого, туку за да бидеме дел од една организација која каде што членките споделуваат вредности. Таа е една извикана категорија која луѓето мислат дека е апстракција, а не е. Според професорот Бибер, да се обвинуваат НАТО и Европската унија за тоа што го прават за своите идни земји членки во најмала рака е чудно. Москва нема стратешка определба во врска со регионот, освен да настојува да го попречи напредокот и да ги блокира интеграциите на регионот во Европската унија и во НАТО, вели Бибер и додава дека Русија ги обвинува останатите за она што таа самата им го прави на другите земји.